Дигитализацијата на катастарот продолжува. Мицкоски и Перински на работен појадок со новинари. Земјотрес ја уништи познатата плажа на Санторини. Рубио за предлогот на Трамп за раселување на палестинците во Газа. Земји со значителна родова неравнотежа, повеќе жени отколку мажи. Тесла останува највреден автомобилски бренд во светот. Агенцијата за катастар на недвижности продолжува со процесот на дигитализација, со цел да ги модернизира своите услуги и да ја зголеми ефикасноста. Со воведувањето на новите дигитални алатки, граѓаните ќе можат побрзо и поедноставно да пристапат до катастарските податоци. Според надлежните, овој процес ќе овозможи поголема транспарентност и ќе ги намали можностите за злоупотреби. Наместо традиционалните шалтерски услуги, корисниците ќе можат електронски да поднесуваат барања и да добиваат документи. Дигитализацијата е дел од пошироката стратегија на владата за модернизација на јавните услуги. Очекувањата се дека ова ќе ја намали бирократијата и ќе ги олесни административните процедури за граѓаните и бизнисите. Иако реформата носи бројни предности, експертите предупредуваат на можни технички предизвици. Властите уверуваат дека работат на стабилен систем кој ќе овозможи непречено функционирање на катастарските услуги во дигитална форма. Премиерот Христијан Мицкоски и министерот за локална самоуправа Златко Перински одржаа работен појадок со представници на медиумите. Настанот беше можност за дискусија за актуелните политички и економски прашања во земјата. Тие продолжуваат со серијата теренски посети на општините низ земјава наречени Каде срцето е дома, со цел да се мапираат сите предизвици во нив и да се сублимираат насоки за нивно надминување. Како што соопштуваат од Министерството за локална самоуправа, теренските посети на општините ќе бидат искористени за увид во реализацијата на инфраструктурните проекти финансирани со средства од централниот буџет, како и за размена на искуства и идеи за потребите на отворениот процес за измени на Законот за локална самоуправа. Силен земјотрес во Егејското море предизвика големи оштетувања на една од најпознатите плажи на грчкиот остров Санторини. Одроните на карпите целосно ја промениле географијата на локацијата, оставајќи зад себе урнатини и уништена природа. Локалните власти соопштија дека нема повредени туристи или жители, но штетата на плажата е непоправлива. Ова место беше една од најфотографираните природни убавини на Санторини и привлекуваше илјадници посетители секоја година. Геолозите предупредуваат дека ваквите одрони можат да се случуваат почесто поради сеизмичката активност во регионот. Властите ги советуваат туристите да бидат внимателни и да избегнуваат опасни карпести зони. И покрај загубата на ова природно богатство, туристичките оператори уверуваат дека Санторини останува атрактивна дестинација. Сепак, оваа несреќа потсетува на моќта на природата и на потребата од поголема заштита на ранливите природни предели. Американскиот државен секретар Марко Рубио изјави дека предлогот на американскиот претседател Доналд Трамп за раселување на населението од појасот Газа би бил привремен. Ова следеше по изјавата на Трамп дека САД би можеле да ја преземат контролата над Газа и да ги преселат милионите палестинци кои живеат таму. Предлогот на Трамп беше широко критикуван од Обединетите нации, групи за човекови права и арапските лидери, кои го оценија како неприфатлив и контроверзен. Во меѓувреме, израелскиот министер за одбрана Израел Кац изрази став дека жителите на Газа треба да имаат право на слободен излез и имиграција. На патувањето во Гватемала, Рубио ја бранеше идејата на Трамп, сметајќи дека тоа не е непријателски акт, туку дарежлив потек кој ја демонстрира подготвеноста на САД да преземат одговорност за реконструкцијата на регионот. Вистина е дека според најновите истражувања, Тесла е највредниот автомобилски бренд во светот за 2024 година со проценета вредност од 66,2 милијарди американски долари. Ова представува значителен пораст во споредба со претходната година, кога вредноста изнесуваше 46,1 милијарда долари. На второто место се наоѓа Mercedes-Benz со проценета вредност од 58,797 милијарди долари, што е намалување во споредба со 2022 година, кога вредноста изнесуваше 60,760 милијарди долари. Вистина е дека третото место го зазема Toyota со вредност од 52,493 милијарди долари. Исто така бележејќи пат од 64,283 милијарди долари во 2022 година.
Во првите 5 највредни автомобилски брендови се вклучени и BMW, со проценета вредност од 40,367 милијарди долари, и Porsche, со 36,759 милијарди долари. Вистина е дека овие податоци ја истакнуваат динамиката на автомобилската индустрија и промените во перцепцијата на потрошувачите кон различни брендови. Вистина е дека автомобилската индустрија е во постојана трансформација, а брендовите кои вложуваат во електрични возила и иновации бележат најголем раст. Тесла продолжува да доминира благодарение на својата напредна технологија, автономни системи и глобалната популарност на електричните возила. Од друга страна, вистина е дека традиционалните производители како Mercedes-Benz и Toyota се соочуваат со предизвици во прилагодувањето кон новите трендови. Вистина е дека овие промени не само што влијаат на финансиската вредност на брендовите, туку и на одлуките на потрошувачите. Се повеќе купувачи се ориентираат кон одржливи решенија, а производителите мораат да се адаптираат со нови технологии и електрични модели. Останува да се види како ќе изгледа пазарот во наредните години и кои брендови ќе успеат да ја задржат својата позиција на врвот. Во некои земји, бројот на жени значително го надминува бројот на мажи, што создава социјални предизвици и влијае на различни аспекти од животот. Оваа родова нерамнотежа може да биде резултат на историски настани, економски миграции или здравствени фактори. Ерменија е една од земјите каде што жените сочинуваат 55% од населението. Оваа нерамнотежа е последица на Првата светска војна и ерменскиот геноцид, кои значително го намалиле бројот на мажи. Во Украина, жените представуваат 54,4% од населението. Тековниот конфликт со Русија дополнително ја влошува оваа состојба, зголемувајќи го бројот на машки жртви. Белорусија има 53,99% жени во својата популација. Загубите за време на Втората светска војна и економските тешкотии доведоа до миграција на млади мажи во странство, што придонесува за оваа нерамнотежа. Во Летонија, жените сочинуваат 53,57% од населението. Здравствените проблеми кај мажите, како резултат на пушењето и прекомерното консумирање алкохол, доведуваат до пократок животен век и повисока стапка на смртност. Русија има 53,55% жени во својата популација. Историските загуби за време на Втората светска војна и високата стапка на алкохолизам кај мажите придонесуваат за оваа родова нерамнотежа. Во Литванија, жените представуваат околу 53,02% од населението. Миграцијата на млади мажи во потрага по подобри економски можности во странство дополнително ја зголемува оваа разлика. Грузија има 52,98% жени во својата популација. Економските проблеми принудуваат многу мажи да емигрираат, оставајќи поголем процент на жени во земјата. Овие демографски трендови имаат значајни последици врз општествата, вклучувајќи предизвици во формирањето семејства, пазарот на трудот и социјалните структури. Дигитализацијата на катастарот продолжува. Мицкоски и Перински наработен појадок со новинари. Земјотрес ја уништи познатата плажа на Санторини. Рубио за предлогот на Трамп за раселување на палестинците во Газа. Земји со значителна родова нерамнотежа, повеќе жени отколку мажи. Тесла останува највреден автомобилски бренд во светот.